blagoslov. Hvala vam. Posebno mi je zadovoljstvo da kažem da prva knjiga koja ne potiče iz Srbije, a da je objavljena u izdavačkoj delatnosti Srpskog umetničkog društva Beograd i za sada jedina knjiga je knjiga Dama sa šeširom pesnikinje Gabrijele Kostadinove iz Peščeva, Severna Makedonija, ili ti samo Makedonija, kako smo mi ceo život navikli da govorimo. Gabriela, dobro večer i dobrodošla. Dobro večer i od mene. Јас ќе ви зборувам на македонски јазик, бидејќи мојот мајчин јазик е македонскиот. Се надевам дека ќе ме разберете. Благодарам до вас што ми овозможивте да мојата книга да биде промовирана токму на сајмот на книга во Белград. Благодарам и до вас. Da, hvala tebi što si došla iz Makedonije zbog ovog povoda. Mi volimo da Makedonija je nama svima u srcu na neki način. Mi smo iz one bivše Jugoslavije, tamo smo rođeni i svaki naš odlazak nekada u Makedoniji je bio jedan lijep odlazak, nešto toplo, lepo, ljudsko. Idemo brzo. Ko je Gabrijela Kostadinova u kratkim crtama? Габриела Костадинова родена сум во Велес 1970 година, основно училиште заврши во Пехчево, средно образование заврши во Велес, културолошка наставка, библиотекарски смер, филолошки факултет заврши во Скопје, доби звање професорка по македонски јазик и јужнословенска книжевност. Меѓутоа, како професорка немав можност да се вработам, бидејќи после дипломирањето се вработив во градската библиотека Кочо Рацин во Пехчево. Еве веќе 28 години работам во библиотеката во Пехчево. Сопруга сум и мајка на едно дете, имам син 27 години. Еве тоа е во кратки црти која е Габриела Костадинова. Odakle crpiš inspiraciju za pisanje i koliko imaš napisanih knjiga? Инспирација црпам од секојдневниот живот, од многу настани и случувања. Знаете како секој човек до себе носи некој настан или некои моменти од животот. За разлика од обичниот човек, поетската душа, нели, тие настани, тие моменти ги преточува на хартија. И мене често пати ми се случува да речеме да гледам некој филм и од некоја сцена, дел од некој филм, да добијам инспирација да напишам некоја песна. Или често пати кога читам некоја книга или некој цитат, една реченица може да разбуди во мене инспирација да создадам нешто. А исто така инспирација црпам и од она што мене ми се случува. Без оглед на тоа дали се работи за среќни или тажни моменти од животот, сепак тие моменти те тераат, бидејќи си поетска душа, нели, те тераат да го преточиш тоа на хартија и да создадеш некоја песна или расказ серија. Ja te razumem savršeno, a verujem i naše kolege pesnici. Koje teme obrađuješ u svojim pesmama i svojoj poeziji? Темите се различни. Претежно темите се различни, да речеме кога бев дете, сакав да пишувам за мајката, за природата, за цвеќињата, нели? Во тинеџерските години некако пишував за љубовта, нели, оние амурови стрели, ова чувство кога си тажен, кога си оставен и така натаму. Но како созревав и како старем и како созревав, љубовта не ја напуштив, нели, во мојата поезија повеќе е љубовна поезија, посветена на љубовта. Меѓутоа, пишувам и за семејството, за онаа мајчинска љубов, за Богородица, за пријателите. Често пати знам да посветам песна на мои драги пријатели, за мојот град, за младоста, за детството и така натаму. Темите се различни. Ali pre svega knjiga Dama sa šeširom je posvećena tvom sinu. Ima jedna divna rečenica koju si napisala, da nije tebe i tvog postojanja, unutrašnjosti moga bića, bila bih jedna izgubljena zvezda ružičastog neba. Majčinska ljubav, reci nam nešto o veličini majčinske ljubavi gledano iz svog ugla. Да се биде мајка е нешто најубаво, најсвето, најбогато, бидејќи јас мојот син го нема така 2-3 години и целиот живот, што се вика, му го посветам
посветувам нему и затоа и претходната книга што ја имам, не кажам дека има напишано 4 книги. Да. И претходната книга му ја посветих на него и оваа сега книга ја посветувам на него и ми се чини дека секоја наредна што ќе ја пишувам, ете, дека си имам само едно дете ќе биде посветена на него. A možda, ako Bog da, i njegovom Da, i njegovom dete. A i snajki, zašto da ne? I snajki. Dobro. Da se ne naljuti. Da se ne naljuti, da ne budeš svekrva kako u srpskom narodu kažu ovdje, svekrva, da, sve kriva, da. Voliš svoje Peščevo, u ovoj knjizi si kroz pesme povećala velike ljude tvoga grada. Reci nam nešto o Peščevu i o životu u jednom tako malom i toplom gradu. Ajde na to mi odgovoriš. Pa Peščevo je едно од најмалите градчиња, ајде така да речеме, или најмал град во Источна Македонија, кон кој гравитираат 5 села, тоа е општина Пешчево, и по последниот попис некаде сме околу 5.500 жители, значи што значи многу мал град, меѓутоа многу има карактеристичен по тоа што има чист воздух, што има богата шума. И така, интересно е да се живее во еден мал град каде луѓето те познаваат, а поготово ако си ја сакаш својата работа, не е интересно е да живееш било како. Da, ja u tvojim pesmama sam vidio i opise tih brda, planina i negde kao da sam osjetio tu atmosferu, iako nikad i nisam bio, a možda ćemo i doći jednog dana. Direktorske biblioteke, to si malo pre i sama rekla u Peščevu. Ono što ja pratim, gledam prateći tvoj rad je i vidim velika je izuzetna tvoja energija, znanje, praviš divne književne, kulturne promocije i programe u tvome gradu. Kako ljudi iz Peščeva gledaju na to, znaju li to da cene i da poštuju jedan tako veliki, ja znam da je to jedan veliki trud i rad, ja znam da tebi, naravno kao i svakome je stalo da to ljudi poštuju, ali znam i da si ti srećna jer sve to što radiš iz ljubavi i srca. Точно така, во библиотеката, како директор, јас правам многу активности. Во последно време акцентот го ставам на активности со дечињата, дали во предшколска возраст, дали во основното училиште. И едноставно се навикнаа луѓето да доаѓаат на моите настани, како што вие правите така големи книжевни настани, и јас исто тоа го правам, бидејќи сум и водителка, и сценарист, и поетеса, и сето тоа знам да го компонирам на едно место, а не само луѓето што ме прифати и што веќе знаат дека една од двигателите на културните настани во Пешчево е токму јас преку библиотеката Кочо Рацин, туку и дечињата, кога и да се појават тие, некако во нивните очи тоа се чита, колку се задоволни, колку се среќни, кога и ги видиш тие насмеани детски невини лица, колку се среќни, како можам јас да не бидам среќна? Си ја сакам работата и се давам од себе, од срце, од душа да биде наставот како што треба. И тоа луѓето го знаат, го прифатија и едноставно понекогаш добивам и покана, самите тие ме покануваат, ако треба некаде водителка да бидам или ако треба нешто да се случува што е поврзано со културата и со културните настави, секогаш е Габриела тука. Ja znam da imaš puno uspeha u tome. Da. Ono što odlikuje tvoje pesme je iskrenost i dubina emocija. Velikodušna si, pomalo vanvremenska u tom pozitivnom smislu, bojiš ovaj svet svetli bojama ljudskosti, poštovanja, poštenja. Ova tvoja knjiga je znači prevedena s makedonskog na srpski. Kako se osjeća pesnikinja kada je knjiga prevedena na jezik drugog naroda? Како да ви кажам, среќна, возбудена, тоа е сонот кој јас го живеам. Во моментот сега тоа е мојот сон. Од секогаш посакував да напишам книга и на таа книга да ми биде преведена на српски јазик и многу сум ви благодарна за тоа. Не беше Српско уметничко друштво Београд, ако не бевте вие, може би немаше да дојде до преведување на мојата книга. Вие самите знаете колку ние труд вложивме, по тоа јас и вие, колку труд вложивме за да биде... Ja znam da zaista jesam, uložio sam puno truda, jer prevodio s makedonskog negde je bilo malo i grešaka, pa sam ja se trudio da ih ispravljam, ali sam srećan što je ova lepa knjiga zaista ugledala svetlo dana. Gabriela, 2-3 pesme
i da dovedemo na jedan savršen nivo. A mi to jesmo uradili. Ajde da čujemo jedno, dve tvoje pesme, eventualno tri, ako nisu previše duge, da bismo mogli da čujemo i druge autore večeras. Pošto kažete i poveke pišu vam za moj sin, еве напишав една песна во времето кога тој имаше операција, после тоа, после година две, ја напишав оваа песна и така некако ми приресна за срце, па ја сакам да ја споделам и со вас. Теби, сунце моје. Прошла е година, скоро ќе и две, а ја још увек памтим тренутките. Не могу заборавити твоje очи, невинне, tužne, milostiv pogled i reči koje kažu ostani mama još ove noći. Kako da zaboravim taj avgustovski dan kada su te odveli u operacionu salu? Čekala sam satima u hodniku sama, dok su mi oči plakale, suze su mi lice kvasile. Tišina, čekanje, nemi pogledi, a srce puno bola. Ne brini, sunce moje, izdrži, sve će dobro proći, jer majka te najviše voli. I odjednom se pojavi snov svetlosti, njegovo sumorno lice se razvedri, a oči su sijale i plakale, ali od sreće ljubavi. Evo tebe, videla sam tvoju siluetu, kao malo dete nosete u krevetu. Bila sam najsretnija na svetu, jer sam mogla grliti i ljubiti tvoje oči, usne, obrze i tvoju mokru kosu. I onda se nešto prelomilo u meni. Nisam izdržala. Suze su krenule u pravcu tebi, ali od sreće i ljubavi. Rekao si, mama, ne plači, sve će biti u redu. Sve je prošlo i ja ću ozdraviti. I prošlo je. Ali sećanje ostaje i uspomene na jedno vreme i sve dok živimo u okviru večnosti i oni će živeti. Благодарам. Ајде, една хубавна. Ужо е основен двигател на се она што се случува околу нас и нели секоја поетска душа, па и секој обичен човек сака љубовта а ние поетите тоа го преточуваме на хартија. Зов тишине, ако заслужуjem твоju ljubav i toplinu koja izvire iz duše tvoje, dozvoli mi da budem u blizini tvojoj, da ti poljubim čelo i usne. Ako zaslužujem mesto kraj tebe, molim te, pokaži mi to, ne rečima, već zagrljaj, pruži mi ruke, miluj me u ovoj kišnoj noći dok nas tišina zove. Drži moje telo uz te čvrsto, onako kako samo ti umeš, dok vatru u meni ne osetim da gori. Dođi, kad nas noć zove, da igramo zajedno priču naših snova, da putujemo i plovimo kroz predele magije. Dođi, ako i nisi spreman za igre, nije važno, možemo i čutati i opet biti zajedno. I bez reči, kad se srodne duše nađu, njihova srca govore nemuštim jezikom, jer to je jezik koji svi zaljubljeni na ovom svetu znaju. Taj zov tišine pruža čar noći, a glas, neki šapat pita nas, da li kad mi smo zajedno, jedno drugo nedostajemo. Gabriela, hvala ti puno što si došla iz Makedonije u Beograd na ovo veče i na ovo tvoje kratko predstavljanje na najvećoj književnoj međunarodnoj manifestaciji na Balkanu. Благодарам и на вас, да ви благодарам од срце, се надевам дека нашата соработка ќе продолжи и понатаму и во некои идни години повторно. Искрено се радуемо, надamo и želimo da tako. Idemo dalje.